Астрална проекција. Астралната проекција исто така е позната како астрално патување. Тоа е термин кој се користи во езотеризмот за да се опише намерно искуство надвор од телото, или скратено ОБЕ, што представува постоење на суптилно тело наречено астрално тело, преку која свеста може да функционира одвоено од физичкото тело и да патува низ астрална рамнина. Идејата за астрално патување се јавува во повеќе култури. Современата терминологија за астрална проекција беше измислена и промовирана од теозофите во 19 век, понекогаш е пријавено во врска со соништата и формите на медитација. Некои поединци пријавиле перцепции слични на описите на астрална проекција, кои биле индуицирани преку различни халуциногени и хипнотички средства, вклучувајќи само хипноза. Не постои научен доказ дека постои свест чии отелотворени функции се одвоени од нормалната нервна активност или дека некој може свесно да го напушти телото и да врши наблюдување на физичкиот универзум, а астралната проекција е окарактеризирана како псевдонаука. Антички Египет. Во антички Египет бата значи лебди над телото. Оваа слика е заснована на оригинал пронајден во книгата на мртвите. Слични концепти за патување на душата се појавуваат и во разни други религиозни традиции. Например, древните египетски учења ја прикажуваат душата како ба како способност да лебди надвор од физичкото тело преку ка или суптилно тело. Јудејско и христијанско потекло. Карингтон, Малдун, Петерсон и Вилијамс тврдат дека суптилното тело е прикачено на физичкото тело со помош на психичка сребрена врвка. Во последното поглавје од книгата Проповедник често се цитира во овој поглед, пред да се одврзе сребрениот врв или да се скрши златниот сад. Шерман сепак тврди дека контекстот укажува на тоа дека ова е само метафора споредувајќи го телото со машина, а сребрената врвка се однесува на роботот. Второто послание на Павле од Коринтијаните е поопшто, прифатено да се однесува на астралните рамнини. Познавам човек во Христа кој пред 14 години беше фатен до трето небо, без разлика дали тоа беше во телото или надвор од телото. Не знам, Бог знае. Од оваа изјава се појавија Визио Паули, трактат кој нуди визија за рајот и пеколот, претходник на визии припишани на Адамнан и Тунугдалус. Западен езотеризам или светло тело. Според класичниот средновековниот ренесансниот херметизам, неоплатонизмот, а подоцна и теософистичката и розекројската мисла, астралното тело е средно тело на светлината, што ја поврзува рационалната душа со физичкото тело, додека астралната рамнина е среден свет на светлината помеѓу небото и земјата, составена од сферите на планетите и ѕвездите. Овие астрални сфери се сметаат за населени со ангели, демони и духови. Во неоплатонизмот на Плотин, например, поединецот е микрокосмос или мал свет, на универзумот макрокосмосот или големиот свет, рационалната душа, е слична на големата душа на светот, додека материјалниот универзум, како и телото, е направен како избледена слика на разбирливото. Секоја наредна рамнина на манифестација, причински за следната и светогледот, познат како еманционизам, од едното произлегува интелектот, а од
интелектот, душата и од душата во нејзината долна фаза или онаа на природата, материјалниот универзум. Идејата за астрално патување фигурирала видно во работата на францускиот окултист од 19 век Елифас Леви, од каде што бил усвоен и развиен понатаму од теософијата, а потоа користен од други езотерични движења. Суптилните тела и нивните поврзани рамнини на постоење формираат суштински дел од некои езотерични системи кои се занимаваат со астрални феномени. Честопати овие тела и нивните рамнини на постоење се прикажани како низа концентрични кругови или гнездени сфери, со посебно тело што го поминува секое царство. Во хиндуизмот има слични идеи како што е Лига Шарира и се наоѓа во древните хинду списи како што е Јога Вашишта. Современите индици кои гарантираат за астрална проекција го вклучуваат Парамаханса Јогананда, кој беше сведок на Свами Прана Бананда, како прави чудо преку можна астрална проекција. Индискиот духовен учител Мехер Баба ја опиша нечија употреба на астрална проекција. Во напредните фази кои водат до почетокот на патеката, аспирантот станува духовно подготвен да му се довери слободно користењето на силите на внатрешниот свет на астралните тела. Потоа тој може да преземе астрални патувања во своето астрално тело, оставајќи го физичкото тело во сон или будност. Астралните патувања кои се преземаат несвесно се многу помалку важни од оние преземени со целосна свест и како резултат на намерна воља. Ова подразбира свесна употреба на астрално тело, свесно одвојување на астралното тело од надворешното тело, на грубото тело и има своја вредност во правење на душата да ја почувствува својата разлика од грубото тело и да дојде до поцелосна контрола на грубото тело. Може по желба да се облече и соблече надворешното грубо тело, како да е наметка, и користете го астралното тело за искусување на внатрешниот свет на астралното и за преземање патувања низ него, доколку и кога е потребно. Способноста да се преземат астрални патувања затоа вклучува значителни проширување на нечии простор за искуство. Тоа носи можности за промовирање на сопствениот духовен напредок, кој започнува со инволвација на свеста. Астралната проекција е една од синдихите, кои практично ја користат практичарите на јога и ја сметаат за остварлива преку самодисциплинирана практика. Во епот на Махабхарата, Дрона го напушта своето физичко тело за да види дали неговиот син е жив. Кај таоистите, таоистичката алхемиска практика вклучува создавање на енергетско тело со дишење, медитација и црпење на енергија која потоа се циркулира. Ксијангзи, додека неговото тело е заспано, рчејќи и неподвижно, меѓутоа неговиот исконски дух влегол директно во просторијата и рекол: "Господаре мој, еве ме повторно." Кога Туиджи одеше со службениците за да погледне, навистина имаше таоист кој спиеше на земјата и хрчеше. Сепак внатре во страничната соба имаше друг таоист кој удира во тапан и пееше таоистички песни. Сите официјални лица рекоа, иако има две различни особи, нивните лица и облека се сосема слични. Јасно е дека тој е божествен, бесмртен, кој може да го подели своето тело и да се појави на неколку места одеднаш. Во тој момент таоистот во страничната соба излезе, а таоистот кој спиеше на земјата се разбуди. Двете се споија во едно. Јапонска митологија. Во јапонската митологија, или познато како Икирио, како што е илустрирано од Торијама Секиен, во јапонската митологија Икирио исто така значи прочитан како Сеири или Икисудама, е манифестација на душата
на живата личност, одделена од неговото тело. Традиционално, ако некој има доволно лутина против друго лице, се верува дека дел или целата негова душа може привремено да го напушти телото и да се појави пред неговата омраза, со цел да го проколне или на друг начин да му наштети, слично на злото око. Се верува дека душите оставаат живо тело кога телото е екстремно болно или коматозно. Таквите не се злонамерни. Терминологија. Изразот астрална проекција почна да се користи на два различни начини. За златна зора и некои теозофи го задржале значењето на класичните и средновековните филозофии за патување во други светови, небеси, пеколи, астролошки сфери и други имагинални пейсажи. За надвор од овие кругови терминот бил се повеќе и се применува за нефизичко патување низ физичкиот свет. Иако оваа употреба продолжува да биде широко распространета, терминот етерично патување, користен од некои подоцнежни теозофи, нуди корисна разлика. Некои искуства велат дека посетуваат различни времиња или места. Етерично, под наводници, потоа се користи за да го представи чувството да се биде надвор од телото, во физичкиот свет. Додека астралното може да означи некаква промена во времето, перцепција, Роберт Монро го опиша поранешниот тип на проекција како локална или тука и сега, вклучувајќи луѓе и места кои всушност постојат. Роберт Брус ја нарекува реално временска зона или скратено РТЗ и ја опишува како неофизичка димензија, ниво најблиску до физичката. Ова етерично тело вообичаено, иако не секогаш, е невидливо, но искусните често го перципираат како поврзано со физичкото тело за време на одвојувањето со сребрената врвка. Некои ги поврзуваат паѓачките соништа со проекција. Според Макс Хајндел, етеричното двојно служи како медиум помеѓу астралното и физичкото царство во неговиот систем на етерот. Исто така наречен прана е виталната сила, што ги овластува физичките форми да се менуваат. Од неговите описи може да се заклучи дека за него, кога некој го гледа физичкото за време на вонтелесното искуство, тој воопшто не е технички, под наводници во астралното царство. Други експерименти може да опишат домен кој нема паралела со која било позната физичка поставка. Околините може да бидат населени или ненаселени, вештачки, природни или апстрактни, а искуството може да биде ужасно или неутрално. Вообичаено теозофското верување е дека може да се пристапи до компендиум на мистично знаење наречено акашки записи. Во многу извештаи искуството го поврзува астралниот свет со светот на соништата. Некои други пријавуваат дека виделе други сонувачи кои спроведуваат сценарија од соништата несвесни за нивната поширока околина. Астралното обкружување исто така може да се подели на нивоа или подрамнини од теоретичарите, но има многу различни гледишта во различни традиции во врска со целокупната структура на астралните рамнини. Тие може да вклучуваат рај и пекол и други сфери по смртта, трансцендентни средини или други помалку лесно карактеризирани состојби.